Ке се представам, најпрво Лазе Трипков сум, работам како вонреден професор по графички дизајн. Во исто време сум и ангажиран како надворешен соработник на општина Кисела Вода за областа култура и креативни индустрии. Дел сум од тимот од август 2022 година и прво нешто за кое што разговаравме и сметаме дека е битно да го реализираме и да го направиме, е всушност стратегијата за развој на културата и културното образование за општина Кисела Вода за период од 2023 до 2025 година. Сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство денес. Ова е прва иницијална средба и морам да признам дека е прва стратегија од ваков тип на локално ниво, која што се организира и прва стратегија која што сака да ги вклучи уметниците кои што живеат на територија Кисела Вода, на територија на Кисела Вода, од возраст, односно оние кои што покриваат и приматели на групи од 3 години до над 60 години, да дадат свој допринос во креирањето на стратегијата, за да можеме заеднички да дефинираме цели кои што ќе ги градиме во однос на создавањето на некаков локален идентитет и одредени сегменти кои што се многу битни за подобрување на културата во општина Кисела Вода. Идејата е Кисела Вода во периодот од 2023 до 2025, се надевам дека и после тоа, долгорочно, ќе успееме да ја создадеме како креативна општина, општина која што ќе има активни чинители и сите ќе бидат подеднакво вклучени во изведувањето. Ова се некои статистички податоци кои што согласно последниот попис ги извлеков чисто како сегмент. Инаку е најголема општина на територија на град Скопје, има 46 километри квадратни површина и бројот на жители нели е доста зголемен во изминативе години, одиме понатака. И 4 сегменти кои што се битни, кои што ги издвојуваме како цели во однос на историското и културното наследство на Кисела Вода е идејата и односно размислувањето да имаме активни жители до 2025 кои што придонесуваат во создавањето на култура, простори кои што ќе промовираат културни иновации, ќе зборуваме понатака за тоа. Имаме одредена културолошка авангарда, ќе ви образложам и во кои сегменти тоа го гледаме. Исто така Кисела Вода има богата индустријско наследство, односно богата индустријска култура и за време на Југославија. Сите оние индустријски капацитети кои што биле на територија на општина Кисела Вода имале активни дизајнерски и уметнички студија кои што креирале одредени продукти, за кои што за жал денеска можеме само во историски контекст да ги дискутираме, меѓутоа не можеме да ги видиме. Можеби кај некој од нашите баби има и по некој сувенир од стаклара и слично. Одиме понатак. Како една реченица која што треба да го дефинира комплетниот пристап е специфичен начин на живот кој изразува одредени значења и вредности не само во уметноста и науката, туку и во институциите и секојдневното однесување создадено од заедницата. Одиме Сашо понатака. Предизвиците, како што кажав и претходно, одат длабоко во историјата, па така имаме и одредени археолошки наоѓалишта и културолошки од аспект на инволвираност на историското и културното наследство. Можеме да ги спомнеме Белчевица, Љубош, Пинтија, Тресалиште, Крст, Три круши, исто така црквата Свети Ѓорѓија тука е од 6 век, од почетокот на 6 век. Ајде. После тоа имаме одредена интеркултурна историја на општина Кисела Вода од 19 век, во однос на периодот одредени сегменти кои што ја додаваат дополнително самата вредност на работата, така да ние дефиниравме некоја генерална рамка која што исполнува 3 вредности во однос на мисијата, визијата и самите вредности. Тоа е и мисија активно учество на сите жители во културата, општина отворена со уметнички простори, создавање услови за развој на современи институции. Генералната визија е Кисела Вода општина на отворена култура и жители и вредностите се интердисциплинарен диалог кој создава култура.
Спроведовме и свод анализа, која што треба да ги детектира и позитивните страни, можностите и нели заканите, И тука се наведени сегментите кои што кои што практички на некој начин не засегаат директно или индиректно сите, во однос на заканите. Пред се најголем проблем е осиромашувањето на општеството и тоа што се случи изминатиот период, и сите сме сведоци во однос на дискурсот кој што Министерство за култура го манифестира во однос на уметноста и подредената вредност на одредени проекти. После тоа квалитетот на културните настани во градот опаѓа, некои настани дури и се откажуваат поради недостаток на финансиска поддршка, подобрување на услови за живот и креативноста, подобри услови за живот во некои други општини, имаме такви примери, знаеме кои се, и конкурентна културна понуда на град Скопје. Значи тоа се еден од заканите за кои што ние сме свесни, слабостите кои што ги имаме ние, исто и како општина, и недостаток на база и комуникација со организации и поединци, токму заради тоа и ова го правиме денески, ќе продолжиме да го правиме, недостаток на адаптација на културна инфраструктура и ниски средства и немање на соодветен кадар во културата. Тоа се слабостите, меѓутоа во однос на можностите, сакаме да бидеме центар за постиндустријски дизајн и постиндустријска култура, заради тоа што имаме такви можности. Потоа се размислува на отворање и на креативни хабови и фаб лаборатории по принципот на останатите европски држави, зашто има на располагање многу европски фондови. После тоа одредени специјализации кои што се поврзани буквално со нашата проблематика и растечката улога на туризмот за потреба на бизнисот, а исто така и сегментот односно поврзувањето на култура и бизнис. Од сето тоа произлегоа 4 стратешки цели. Првата стратешка цел е идентитет, односно развивање на локален идентитет на општина Кисела Вода. Втората стратешка цел е корисник, зголемување на нивото на учество во културата и развивање на компетенции. Третата стратешка цел поддршка за таленти. Четвртата стратешка цел е менаџирање, односно менеджмент и имплементација на одредени настани и институции. Ова се сите сегменти подетално разработени во однос на оперативните цели. Секоја оперативна цел има предвидено и конкретно дејство. Секој од вас можеше на влезот да добие документ каде што е наведена, каде што е синтетизирана верзијата на стратегијата за култура, истите работи кои што денес ќе ги презентирам тука јас и мојот колега Сашо, ќе бидат поврзани со она, односно се поврзани со она што вие го имате на веќе добиено. Можеме понатака да одиме. Јас само на кратко ќе се фокусирам на, односно ќе ги презентирам кратко овие сегменти, кај вас ќе можете да ги разгледате и подетално понатака и верувам дека ќе останеме во комуникација. Значи првата стратешка цел е идентитет, односно развој на стратешки области на културата. Зборуваме за локален идентитет. Оперативните цели се зајакнување на културните институции со стратешки области, значи тука сакаме да поттикнеме и категоризација соодветна на областите во култура кои што ќе се покриваат и иницирање на регионална и меѓународна соработка, а тоа ќе го реализираме преку следните дејства: културни институции со водечки капацитети и зајакнување преку подобрување на инфраструктурата. Тука сакам да напоменам една работа: Домот за култура требаше да почне да се реконструира вчера, во среда. Официјално постапката е започната, меѓутоа од утре веќе домот нема да биде достапен заради тоа што почнува реконструкцијата. Така да веќе сме успеале еден сегмент да го побутнеме малку напред. Понатака зголемување на субвенциите, ќе зборувам за тоа понатака во делот на конкурсната активност, структурирање на вработеноста, тоа е сегмент кој што недостиги, верувам дека ќе го надополниме, и реконструкција, како што кажав, следна фаза во однос на по реконструкцијата е набавка на техничко-технолошка опрема. Вториот сегмент е учесник, зголемување на нивото на учество во културата и развивање на компетенции на примателите. Оперативни цели, зголемање на учество на жителите, културно образование, тие се сегменти за кои што подетално ќе зборува после колегата Сашо. Образовна инфраструктура, рамноправен пристап до културата во сите делови на општината. Знаеме дека Кисела Вода има и одредени рурални сегменти и има и јако урбанизирани делови. Дејствата се еднакви можности за пристап,
бесплатни активности за најмладите, посегнување до заедницата во ризик од социјална исклученост и нивно активирање, понатака активност на полето на социјална ревитализација и имаме еден концепт кој што планираме да го развиваме, Актив Сениор Центар и Актив Јуниор Центар. Ви треба трафостаница. Вашето решение е Engineering DAS Охрид. Единствено кај нас контейнерски трафостаници, комплетна услуга, проектирање, монтажа, пуштање во работа, испорака веднаш или во рок од 30 денови. Сите видови трафостаници за фотоволтаици или индустријски. Работиме по сите стандарди и прописи. Резервни делови и одржување 24/7 365. 30 години постоење. Испорачани и монтирани повеќе од 1000 трафостаници. Engineering DAS Може понатака. После тоа имаме развивање на културни компетенции во однос на меѓусекторската општинска образовна програма, активирање на академската заедница. Тука веќе направивме одредено подавање рака кон неколку образовни институции. Склучени со одредени договори за соработка и со УКИМ и со неколку приватни универзитети. Така да верувам дека во оние програмски активности кои што ќе следат понатака ќе можеме да демонстрираме и тоа што сме го превземале како обврска. Модернизација на инфраструктурата, рамноправен пристап до културата и имаме действија, заеднички активности на културни и образовни институции, на владени организации. Под заграда имам ставено, имаме предвидено локален училишен театарски фестивал, кај што сите 8 основни училишта од територија на Кисела Вода ќе бидат вклучени во подготовка на самостојни представи со костимографија, кореографија, со професионалци и слично, кои што ќе бидат вклучени и ќе даваат поддршка. Идеме дале. Развивање на вонинституционални културни активности, спонтана култура, промотивни активности во туристички цели. Тоа е сегмент кој што исто така е многу битен, заради тоа што планираме отворање на посебна канцеларија за промоција на култура и проекти од областа на културата. Истата таа канцеларија треба да се бави и со одредени промотивни активности за самата општина. После имаме наменски субвенции за организации кои организирање на локални настани, суштинска и организацијска помош и поддршка за невладините организации кои ја промовираат општината во туристички цели. Таленти. Талентите се една од побитните категории исто така, кои што се дел од стратегијата, меѓутоа дополнително и во конкурсната активност, која што ќе елаборирам подоцна. Сакаме да ги охрабриме представниците на културниот сектор да изберат општина Кисела Вода како место за своја активност, не само од аспект на жителите кои што се тука, меѓутоа да почнеме и со некако вид на соработка, дополнително на сето тоа после и Домов на култура, овој и останатите простори кои што се предвидени да бидат активни чинители и да креираат програма. Поддршка на млади творци во културата, посебно до 35 годишна возраст, професионална пракса, уметничка програма и стипендии. Веќе за стипендии е разговарано од територија на општина Кисела Вода, неколку студенти ќе добијат стипендија на неколку приватни универзитети. Поддршка за признати творци. Општина Кисела Вода ќе додели за прв пат награда
на докажани уметници и дејци од областа на културата. Прв пат во историјата одреден паричен фонд со кој што ќе се признае активно трудот. Дејствијата се промовирање на практикански позиции во културни институции. Исто така е реализирано тоа, односно ќе се реализира во летниот период спроведување на програма за доделување простор студија на културни творци. Тоа е тој сегмент кој што го дискутираме со градоначалникот и веќе има одредени размислувања во однос на сето тоа. Наскоро верувам дека ќе можеме подетално да ги споделиме сите тие информации. Ја кажав наградата, уметнички резиденции, ателија и колонии. Веќе почнуваме во склоп на манифестацијата Три круши. Тука и раководителот на оделението за култура Светле, која што заминува во пензија скоро, па успеавме да организираме за прв пат ликовна колонија на територија на општина Кисела Вода. Одиме и сега стратешка цел менеджмент, имплементација на иновативни и ефективни модели на културна организација. Имаме следење на програмски предлози со цел систематско зголемување, иновации, иновативни културни зафати, предлог систем за доверба со невладени организации, културни друштва и организации. Она што ни е многу битно, да добиваме конкретен фидбек за да можеме ние нашата работа да ја унапредуваме. Затоа имаме посебна методологија и посебен методолошки пристап изработено. Дејствијата се позитивна верификација, која што ќе води до пофункционални програмски дејства, утврдување и прецизирање можности и правила за користење постиндустријски објекти за културни проекти, спроведување на програма за доделување простор студија на културни творци и дејци и спроведување на програма за уметнички стипендии. После тоа имаме отворање на институцијата кон социјалната средина и професионализација, интердисциплинарна активност, распределба на мали грантови преку домовите за култура. Идејата е да не го употребуваме само терминот на самоодржливост, заради тоа што тој почна да станува една општо призната флоскула, без да суштински да се разбере да биде функционална, меѓутоа домовите на култура да бидат дополнителни инспиратори и да располагаат со буџет кои што ќе може да поддржат активности на локалната култура. Меѓусекторски прашања и измена на конкурсната постапка, ќе видите понатака во третиот дел од презентацијата денес. Планираме да се поврземе со одредени европски фондови, веќе се стварени некои контакти, така да ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Се надевам на позитивен фидбек. Мито она што ни е најмногу битно е отворање на еден регистар и датабаза на уметници и културни работници од општина Кисела Вода, кој што ќе биде преку ДМС системот кој што веќе е активно функционален во општина Кисела Вода, меѓутоа покрива други области. Така да планираме истиот тој да го интегрираме за култура и да можеме да имаме постојан контакт и се надевам дека веќе наредниот конкурс од наредната година ќе можеме и да го ставиме достапен да биде во електронска форма и за сите заинтересирани. Идеме понатака. Имаме маркетинг и промотивни активности промотивни стратегии во општинските културни институции, подобрување на надлежностите на културниот кадар, планираме преку одредени обуки кои што ќе бидат организирани. После тоа долгорочна прогноза за субвенции. Јас се надевам дека ова што го работиме до 2025 ќе биде загарантиран прогресот во однос на буџетот комплетен за поддршка на култура. Се надевам дека ќе има многу попрогресивна прогресија и понатака во наредниот период. Идеме дале. Ова е мониторингот и следењето на состојбите во поединечни фази, кои што планираме да го спроведуваме, а првиот тест нели и за вас и за нас ќе биде објавувањето на конкурсот, кој што треба да се случи многу скоро. Колективните листи за периодот 2012 до 2022 направив една анализа, дојдовме до заклучок сите заеднички дека практички немаме систематизиран кадар во општината, не знаеме со каков тип на квалификации располагаме, немаме детални информации за тоа колкав е бројот на кадарот, бидејќи тие се категории кои што се менливи, учество на меѓународни фестивали локално, каде што директно општината се јавува како поддржувач, нема мерлив податок, освен одредени фолклорни.
Така да ова се работи за кои што многу сме свесни од аспект на општина дека треба да ги подобриме и да ги унапредиме. Одиме понатака. Целните групи се поделени согласно следните области: театар, музички активности, танцување, фотографска уметност, филмска, креативни курсеви, работилници, изведбени и корисниците исто така примателите на културна активност од 3 до 7 години има посебна категоризација, тоа ќе го видите понатака во однос на спецификациите и за прв пат се дефинирани категориите и по линијата за кои што ќе може да се аплицира. Имаме ликовна уметност, музичка уметност, филм, анимација, видеопродукција, културно наследство, фолклор, творештво, издаваштво, изведбена уметност, мурали, перформанси. Тука сакам да напоменам дека за прв пат општината ќе има повик за изработка на мурали, специфичен повик само за тоа. После тоа имаме мултидисциплинарни проекти, нови медиуми, дигитална уметност и истражувачко-уметнички проекти се извинувам. Сега, после селектирањето, односно групирањето на заклучоците, може да се каже дека ние немаме активна традиција некоја на соработка помеѓу бизнис заедницата, меѓутоа и активна соработка некоја на сите чинители во областа на културата, затоа сакаме да ги прилагодиме моделите и сакаме да се прилагодиме до потребите и до барањата, да вклучиме поширока креативна активност и да поттикнеме кај поединци поширока, меѓутоа во исто време издружување. Подготовка на интегрирани културни проекти на општинско, регионално и меѓународно ниво, спречување на процесите на социјалната исклученост, значи имаме сегмент каде што веќе се работи интензивно за поттикнување на социјална инклузија, така има веќе многу проекти кои што се реализирани од 2021 ноември практички навака. Понатака естетско образование, фокусот ќе биде главно ставен и на сегментот на едукација преку уметност или со уметност, и градење на локален идентитет, обликување на нивната чувствителност кон културниот и социјалниот капитал, популаризација и ширење на културата и промоција на висококвалитетни вредности. Предлог рамка за развој на Домот за култура, сегментот кој што сакаме да го поттикнеме, односно дел од работите кои што ги замислуваме ние како општина, односно ги проектираме во однос на овој Дом за култура и секако Домот во Драчево. Разбери ја културата, доживеа културата, зајакни и релаксирај се со култура. Тие се некои основни пилари кои што треба да практички да поттикнат многу повеќе поквалитетен, покреативен живот и поголема ангажираност на сите жители. И стратешките цели засновани на мисијата и визијата за развојот и работењето преку следни активности кои што се сегментирани и посветени на унапредување на културолошките вредности и придобивки и земање во предвид на сите целни групи и заинтересирани, како и сите области. Може да идеме понатака, пошто... Океј, јас ви благодарам за вниманието во првиот дел. Само врати малце назад. Ние во месец ноември, кога објавивме дека се изработува, дека се работи стратегија за развој на културата, отворивме специјална мејл адреса kultura23@gov.mk. На крај, кога ќе заврши оваа панел дискусија, последната точка ни е практички размена на знаења, односно размена на искуства. Верувам дека ќе останете сите и ќе поделите дел од вашите размислувања, кои што ќе станат дел во конечниот документ тука. Исто така тој документ понатака ќе биде и јавно достапен за сите и тој документ ќе стане официјален документ стратешки за кој што ќе мора сите ние да се придржуваме. Мојот личен мејл, односно мејлот во општина Кисела вода е laze.tripkov@kiselavod.gov.mk. Така да ве упатувам слободно да ме контактирате и да комуницирате и секако сите предлози се добродојдени и предлозите ќе може да ги испратите на kultura23@kiselavod.gov.mk.
Ви треба трафостаница. Вашето решение е Engineering DAS Охрид. Единствено кај нас контейнерски трафостаници, комплетна услуга, проектирање, монтажа, пуштање во работа, испорака веднаш или во рок од 30 денови. Сите видови трафостаници за фотоволтаици или индустријски. Работиме по сите стандарди и прописи. Резервни делови и одржување 24/7 365. 30 години постоење. Испорачани и монтирани повеќе од 1000 трафостаници. Engineering DAS